Деман со 18 подписи испратија вработени во здравствениот дом Берово на вчерашната изјава на Стојан Каракутовски, председател на ВМРО ДПМН Берово за ТВ Стар. Демантот се однесува на изјавата дека тој разговарал со сите поединечно, пошто констатирал дека на институцијата и треба директор од надвор. Со поголем дел од докторите е разговарано, со секој лично разговарано доктор и изразија желба да се назначи надворешен директор поради нарушени односи внатре меѓу самите нив. Во врска со изјавата на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Берово за изборот на предлог кандидат за директор на Здравствен дом Берово да биде назначен за ВД директор на дворешен член, правник, кој ќе го оштетува буџетот на нашата установа за дополнителни 150.000 денари месечно, ја демантираме ваквата изјава и нашето барање е да се постави директор од редовите на вработените во Здравствениот дом, медицинско лице која ја познава добро работата на установата. Демантираме дека помеѓу персоналот има нарушени меѓусебни и работни односи, а изјавата ја сметаме за крајно непочитување на персоналот. Стои во демантот на вработените во Здравствениот дом Берово. Уште пожестоко, вработените во Здравствениот дом Берово реагираат на продолжението од изјавата на Каракутовски. Место за помош и услуга на граѓаните, Здравствениот дом во Берово стана место на интриги, криминал. Каракутовски бесрамно лаже, го деградира честниот труд на вработените и професијата на која овде сите сме максимално одговорно посветени и како професионалци и како луѓе. Бараме јавно извинување од Каракутовски, бидејќи полоши зборови за оваа институција никој не кажал никогаш. Велат подпишаните. Оваа реакција на вработените во Беровскиот здравствен дом е во момент кога институцијата е пред промена на раководството. А зашто споменатиот Каракутовски свој има адут во лицето Зорица Ризова, велат нашите извори. Зорица Ризова е правник во општина Берово, десна партиска рака на Каракутовски и секретар во огранокот на партијата. За неа одлични препораки има и сегашниот градоначалник Звонко Пекевски.